Почитуван пратеник Кастрио, со целосен респект према вас, сепак сте еден од пратениците од позицијата кој целосно ги респектира, затоа што имате автентично толкување на работите и често пати знаете да се држите до темата на дневен ред, без да политизирате и драматизирате. Поотоа и сега вие спомнавте нешто што се случувало во минатото, затоа што тоа не води никаде. Меѓутоа, чисто околу аспект на граѓаните, затоа што и вашиот говор го почнавте со една дилема како граѓаните го преципираат буџетот, односно власта, позицијата излегува со бројки и кажува тоа и тоа со бројки ќе се направи, додека опозицијата критикува и сега луѓето на некој начин ги оставаме збунети. Презентиравте многу бројки, чисто за интерес на граѓаните. Ребалансот на буџетот е огромен документ, некаде близу 500 страни и стварно има многу бројки и тие може да се презентираат и позитивни и негативни бројки и секако тоа може да трае до недоглед. И колку и да ги презентираме тие бројки, на крај сепак мораме да сублимираме од тие бројки ќе произлезе политика и повторно ќе дојдеме на почетокот на вашата дилема, односно на вашето прашање, како граѓаните ќе го перципираат, како ќе го сватат тоа што го збориме, дали како бројки, изнесени аргументи или како критика од опозицијата. Мојот одговор е многу едноставен на ова прашање. Секој граѓанин на Република Македонија треба да си го постави прашањето дали ќе живее подобро, дали живее добро и дали го има чувството дека ќе нешто се промени позитивно во известно време. И соодветно на тоа да си ја планира својата домашна политика, како што ние планираме политиката на државата, соодветно и граѓаните да можат да планираат. Искажавте многу бројки за разлика од колегите од СДСМ и ДУИ кои, веќе се подолго време на власт, сепак БЕСА е една година во власта и многу трезвено, многу разумно. Кажавте и позитивни аспекти во буџетот, кажавте и негативни аспекти, за разлика од вашите колеги во опозицијата кои исклучително фалат и по дефолт се навраќаат на тоа што било во минатото и тоа што можеме да слушнеме од вашите колеги, минимална плата, просечна плата и што било кога некогаш било. А одма тука да одговорам на тоа прашање и на таа дилема, ништо не било, затоа што ако имало криминал, има институции, треба да го докажат тој криминал. Ништо не било затоа што и премиерот Заев, и вие тоа добро го знаете, кажа дека ќе има бројчаник на триумфалната капија и ќе се врти бројчаникот колку пари од тоа што во наводници се кажуваше 5, 6, 10, 100 милиарди е украдено од државата, ќе врти бројчаникот и граѓаните ќе бидат свесни дека се бориме со корупцијата. За волја на вистината, ако вие како позиција викате дека е добро, ние како опозиција велиме дека е лошо, може би најдобар одговор на прашањето ќе дадат меѓународните институции. И тука одма и јас ќе се обратам до граѓаните кои си ја поставуваат дилемата дали е добро или лошо, иако знаат повеќето од нив како живеат, сигурно знаат затоа што секојдневие е животот, секојдневие се финансиите. Работите, странците многу едноставно ни ги кажуваат во соодветни извештаи.
Последниот извештај на Стейт Департментот на Соединетите Американски држави. Криминал во високите владини редови и неефикасна борба со криминалот во високата политика на актуелната влада пред неполни 5 дена. Значи, така не гледат американците. Како корумпирана влада. Неколку пати повторуваме партиски заробена држава, хибриден режим, економист, влијателен вестник кој ја третира ова проблематика. Корумпирана држава, 111 место на Transparent International. И пред 2-3 дена Македонија е тотално небезбедна држава. Global Finance Magazine не стави на 125 место од 134 анализирани држави. И доколку го видите обкружувањето каде е Македонија, човек да се фати за глава и да го констатира тоа што секојдневно го гледа. Живееме во небезбедна држава, живееме во корумпирана држава, живееме во држава каде што имаме узурпирано судство и немаме реална борба со криминалот. Тоа се извештаите на странците. Спомнавте многу бројки, меѓутоа не ги спомнавте контурите на буџетот и тоа е ваше легитимно право. Меѓутоа, повторно, за да ја објасниме на граѓаните, мора да знаат дека приходите во буџетот, во ребалансот, значи нешто е, кога имате ребаланс, нешто е надвор од баланс. Нешто не функционира, нешто се прекројува и сега за да го направиме тој баланс според Министерството на финансии, се планираат приходи од 222,6 милиарди денари, 4,7% повеќе од буџетот планиран за 2021 година. И тоа е на некој начин добро. Но само одмак ќе ве побијам, затоа што истото тоа финансии, Министерство за финансии, пак во истиот ребаланс на буџетот планира и расходи. Сега тие расходи се 268,8 милиарди денари. 8,6% повеќе. Значи, каде што не оди работата со државата, сме планирале многу помалку приходи во однос на расходите и со ребалансот на буџетот. Што значи дека реално овој ребаланс не ги решава работите, не ги става на прав колосек, туку уште толку ги дисбалансира состојбите во Република Македонија, затоа што производ на овие две бројки, приходи, расходи, ни е дефицит од 46,230 милиарди денари, значи пари кои ги нема државата. Тоа се фантастични 6,5% од бруто домашниот производ. Спомнавме 3% е некоја нормално задолжување. Меѓутоа 6,5% веќе ви е задолжување за 2 години и чисто да бидам јасен за граѓаните, затоа што нели се обраќаме на граѓаните и треба тие да на крајот пресудат дали е добро или лошо, тоа беше и поентата. Во бројки прикажано тоа ви се фантастични 750 милиона евра нови долгови на државата. Пари кои ги немаме, пари кои не можеме да ги обезбедиме, а ги планираме да ги истрошиме. Со ова темпо и со ова политика,
ајде да не сме и повторно ние како опозиција дежурни виновници, Светска банка ви прогнозира на сегашните 62,5% задолжување од бруто домашниот производ. Во 2022 година тоа задолжување ќе биде 65%. Во 2023 година Светска банка укажува дека задолжувањето ќе биде 67,2% од бруто домашниот производ. Повторно за граѓаните, знаеме дека 60% е лимитот до кога едно општество, еден финансиски систем може да рачуна дека без проблеми ќе ги финансира долговите. После тоа веќе ви се јавуваат проблеми во финансиската политика. Повторно ќе се вратам на фантастичните 750 милиона евра дефицит. Имаме две сценарии. Владата се одлучи за сценариото да се задолжи, меѓутоа прашањето е што понатаму. Не можете да одете бескрајно до задолжување. Производ на тоа задолжување се мерки, позитивни ги кажавте во ред. Сте дале плата, сте дале пензија. Меѓутоа, за да се одржи буџетот без задолжување, треба да бидеме на чисто со граѓаните. Ни следуваат нови зголемување на даноците. Нема друг начин да се наполни буџетот. Или се задолжувате, или зголемувате даноци, такси, давачки, или по-старски кажано, земате арач и го полните буџетот. Не се случајни зголемувањето на данок на имот, не се случајни воведувањето на новиот зелен данок, не е случајно покачувањето на струјата, не се случајни најавите од академици приврзани кон власта за најава на нови даноци, најави од министри, повторно враќање на прогресивниот данок, зголемување на ДДВ, зголемување нови даноци на трансфери и на што ли уште не. Многу едноставно, граѓаните треба да знаат дека буџетот е неодржлив. Преголемо е задолжувањето, преголем е дефицитот. 6,5% е сериозна бројка. Уште еден момент сакам да искоментирам во однос на вашиот говор. Нема да има развој ни до година. Затоа што тоа е матрицата на СДС и на ДУИ. Не знам дали вие ќе се приклучите како беса на таа матрица или едноставно ќе излезете и ќе ги критикувате. Затоа што клучот за еден развој, нема економист кој не го знае тоа, ви се капиталните инвестиции. Каква е состојбата со капиталните инвестиции? Катастрофално. Кратеме на железница, кратеме на гасификација, кратеме на развој на индустријските зони, на се кратиме од капитални инвестиции и, што е многу клучно, имаме реализација од 22% на капиталните инвестиции. Според некои податоци 24%, сега не знам кои се реални. На страната на Министерство за финансии се пофалија и многу убав проект. Можете да отворите во секој момент колку се капиталните инвестиции по сите институции. И првата ставка ви е за све. 22%. Во 6 месец, кога треба да бидат оптимално 50%. Значи, не ви оди повторно со капиталните инвестиции. Сега, жал ми е што не е тука и министерот и заменик министерот. Најмалку што требаше од нив прво да слушаме еден од нив да се поднесе оставка. Затоа што претходниот ребаланс овде излегува и мафтаа со методологија, со реформи,
со нов систем за управување со капиталните инвестиции. Знаете како викаше заменик министерот и министерот? Парите кои нема да се потрошат, ќе ги трансформираме автоматски на друго место, за да нема застој во капиталните инвестиции. 22% ви е застој на сите капитални инвестиции во државата. Значи, тоа што лани не убедуваа дека е реформа, падна на првиот ребаланс, падна за 4 месеци, за 6 месеци. Каде е сега таа реформа? Каде е тука министерот да каже си поднесувам оставка, не можам да ги контролирам, министерствата си терат своја политика, све ги интересира, ама капитални инвестиции и развој на државата не ги интересира. Тука е проблемот. Со ваква реализација на капиталните инвестиции и со ваков однос кон финансиите, ние не можеме да одиме напред. Што и друго да коментираме? Кои други бројки да ги кажеме? Милион мерки. Меѓутоа, глобално економијата не ни оди напред. Бе фасциниран на моменти, иако не го коментирав, затоа што имав резерва за се што ќе дојде од владата. И добро сум постапил што не го поздравив моделот за следење на капиталните инвестиции. И падна. Не ве покрива и тоа што сте планирале дополнителни средства за капитални инвестиции. Добро. Меѓутоа, како ќе ги реализирате до сега 22% реализација, додавате 100 милиона евра нови пари. Кој ќе ви ги реализира тие капитални инвестиции? Тоа се истите министри, кои ги интересира нешто друго, не ги интересира капитални инвестиции. И немојте како БЕСА да бидете дел од тоа што досега го гледаме од владата во делот на капиталните инвестиции, ќе се задржам на патиштата. Кичево, Охрид, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност, е криминал од невиден размер. Тоа што ни даваат овде како информации е неточно. Над 10 милиона евра веќе имаме резервирани средства за километар. За автопат, кој просечно во Европа кошта од 2 до 3, максимум 4 милиона евра по километар. Каде се 10 милиона евра по километар? И уште не знаеме кога ќе заврши автопатот. Не замајуваат со клучки, со вакви, со бандери, со не знам што. Тоа се смешни работи. 10 милиона евра за километар е многу пари. Сериозен криминал. И уште почитуваниот министер без ресор груби. Новите автопатишта ќе бидат поевтини од Охрид Кичево, ви се молам. Па секој автопат мора да биде поевтин од тој. 10 милиона евра е многу пари за автопат. Без никој да одговара во државата од било која власт каде се парите. Без да имаме ситуација зашто се потрошени. Ако тоа ни е политиката, ако тоа ни е развојот, тешко на државата, тешко на Република Македонија. Може би излегов малку од контурите на вашиот говор, на крај да резимирам. Вие останувате на вашите бројки, ние остануваме на критиките. Меѓутоа, за жал, Република Македонија нема развојна компонента. Не ни оди напред државата. Тоа не треба да го кажеме на граѓаните, тоа граѓаните го знаат. Благодарам.